Струмица полека навлегува во карневалската треска, затоа што оваа недела од утре, почнувајќи натаму, ќе имаме еден плејада од карневалски случувања, се разбира поврзани со главното карневалско дефиле, кое што ќе се одржи оваа. По тој повод гостин во студиото на Канал ВИС е господинот Ване Ристов Патриков, член на организациониот одбор. Добре дојдовте. Дали веќе ве така навлече карневалскиот дух? Благодарам на поканата. Поздрав до вашите гледачи. Како не? Ние веќе сме подготвени неколку месеци наназад да се подготвуваме за годинашниот карнавал. Што со проекти, што со планови, како и што. И покрај тоа што карнавалот е традиционална манифестација која редоследот се знае, нели знаеме што следува. Имаме утврдено настани кои што Меѓутоа сето тоа треба да се подготви, да се направи да биде онака како што заслужуваат нашите карнавалисти и Струмица. Така. Утре е денот среда кога се предава клучот на градот. Ќе станете господари на Струмица во следната седмица. Што имаме предвидено за утрешниот ден, освен таа свечаност во која што градоначалникот символично го предава? Тоа е една манифестација која ја воведовме последните неколку години во градот и ми се чини дека доби одзив помеѓу карневалистите. По примере на други карневали? Па така карневалите еден со друг се споредуваат и се надополнуваат. Тоа е една убава манифестација и даваме значение на луѓето кои се маскираат, на луѓето кои излегуваат на улица да го прослават карнавалот струмички. После тоа имаме една изложба, секоја година ние презентираме една карнавалска група, прави собствена изложба, ретроспективна, фотографии, маски, она што го сработили во последните 10 на 15 години. Знаеме дека струмичани имат голема традиција и чуват голем број на маски во своите депоа. Годинава тоа ќе биде средното училиште Никола Карев од Струмица и се надевам ќе имат богата и убава изложба. Тие ги имаат едни од најмасовните маски. Да, секој пат биле. Така, многу креативни затоа што имаат и сопствени ресурси кои што ги употребуваат како шиењето, доторувањето на маските. Тие се и едно од средните училишта кои ја направија најубавата маска, која ја презентиравме неколку години наназад и направивме карнавалска маска која ќе ја представува Струмица. Тоа беше, ми се чини, пред 15 години и на радост на сите карнавалисти уживавме во таа маска. Се надевам годинава дел од тие стари маски ќе бидат презентирани на изложбата. Тешко ли е чувањето? Сега веднаш би се надоврзала на тоа да се чуваат маските. Постоеше една иницијатива за формирање музеј на струмичкиот карнавал. Колку е потребен еден ваков ресурс, една ваква градба, која што физички ќе успее да собере нешто што представува традиција, случувања, години енергија? Видете, тешко е да се направи такво едно здание. Карнавалските маски се огромни, нема кај да се чуват. Алегориските возила се растураат секоја година. Знаеме дека тие се најубавиот дел, меѓутоа морат да се, нема кај да се чуват. Меѓутоа секој влюбеник во карнавалот си ја чува својата маска, со љубов ја негува, се надевам дека сите карнавалисти на некој начин ги имат спакувано своите маски и ги чуват за еден ден пак да ги презентират. Музејот е убава идеја, меѓутоа тешко се реализира. Гледаме дека годините, 3-4 години имаме идеја и разговараме и со општина и со Министерство за култура. Тешко дека ќе го реализираме, меѓутоа има, не мора да биде музејот специјално наменет. Можеме да направиме еден простор кој виртуелно ќе го покажува струмичкиот карнавал, кој ќе имаме една стално поставена изложба, кај што ќе имаме еден видео бим кој што ќе ги покажува маските. И се надевам дека на таа идеја ќе успееме и ќе бидеме упорни, дека можеме ќе притискаме
во власта. Така е, затоа што нели меморијата може да апсорбира дел од она што се случило, но потребно е не само за потсетување на граѓаните, туку и презентирање пред публиката која што можеби не била во контакт со Секако, ние маските. На 30 годишнината од карнавалот направивме едно монографско издание, фотомонографско, се сеќавате, имавме промоција на тоа. И тука ги сублимиравме сите тие 30 години на обновената форма на Струмичкиот карнавал. Еве, втора наша задача нека биде и музеот во било каква форма. Така. Кон заокружувањето на 40-та година, четвртата полна деценија. Ние влеговме веќе нели во затоа што имаме 30 години во четвртата деценија организирана форма на Струмичкиот карневал. Што се случуваше овие години ако сега се навратиме од првичната идеја до сега децении и децении работа да се стигне до едно ниво во кое што ќе имаме недела полна со настани во чест на маскирана Струмица? Па да ви кажам искрено, тоа беше една идеја која неколку луѓе. Првично тоа почна со музеот на Струмица, Александар Цицимов и вработените во музеот, после тоа прерасна во една поголема манифестација која ја презема СИЗО за култура да ја финансира, тогашниот СИЗ за култура. Се вклучија сите културни институции од градот, се вклучија карнавалските групи и од година на година растеше карнавалот. Како се зголемуваше буџетот на карнавалот, така се зголемуваше и бројот на карнавалски маски. Ние сме имале во еден период дури и 2000 луѓе маскирани во поворката. Сме менувале патеки, трасата ја менувавме, порано почнувавме од електродистрибуција по старата чаршија, па доаѓавме до стариот плоштад. После тоа направивме измени, од булеварот тргнуваме, па се движиме покрај општината и доаѓаме на новиот плоштад. Како што оди техниката, како што се движи светот напред, така се движи и нашиот карнавал напред. Станавме членки на ФЕК, добивме многу карнавалски пријатели. Еве, јас мислам дека повеќе од 500 карнавалски групи се продефилирале на Струмичкиот карнавал, не од Македонија, од целиот свет. Значи, сме имали од Аруба, од Германија, од Данска, од Холандија, од Грција. Еве годинава исто така имаме 15 групи и покрај големата криза која ја притисна културата, имаме 15 групи од странство и покрај немањето простор за сместување на луѓе. Еве ние веќе се соочуваме со тоа што во градот ни недостасува хотели. Не можеме да поканеме повеќе од 300 до 350 гости, а сме имали и 800 гости од надвор. Значи, го постигнавме од прилика нивото, ја постигнавме идејата Струмица да стане карнавалски град, Струмица да стане град препознатлив во Европа по една манифестација која дури карнавалскиот знак го имаме и на гербот на Струмица. Тоа е огромна придобивка за градот и за карнавалистите. Дали ФЕК на некој начин гарантира една траса по која што би се развила и понатаму Струмичкиот карнавал со оглед дека е во една заедница на градови кои што прават слични манифестации? Дали чувствувате дека некаков дополнителен бенефит има од учеството во оваа асоциација? Како не. Тоа е размена на идеи, размена на искуство, размена на карнавалски групи. Како што гостуваат членовите на ФЕК од Европа, гостуваат на Струмичкиот карнавал, така и нашите карнавалисти гостуваат. Ние годишно имаме од 15 до 20 патување надвор од државата со карнавалски групи. И на некој начин тоа е престиж и за карнавалската група да патува, која ќе оди во Хрватска, која ќе оди во Србија, која ќе оди во Германија, Данска, Словенија, Црна Гора и така. Имате можност да ги споредите и своите успеси, своите костими со она што таму се презентира во моментот? Секако. Во моментот, можам да кажам, после Риека, ние сме вториот карнавал во Европа кој нешто значи. Така. Во Риека бевте пред само неколку денови. Па еве денес се врати карнавалската група така. Во 10 часот. Што е специфично за овој карнавал? Како вие би го опишале, нели? Како тоа е исто како нашиот карнавал, традиционален карнавал. Што се развива? Ја најавува пролетта, таму е на некој начин многу побогат карнавалот, патеката на движење е многу подолга и организацијата е на многу високо ниво. Ние на некој начин го постигнуваме тоа, меѓутоа во помала форма.
Ние имаме околу 40 на карнавалски групи кои дефилираат низ улиците на градот, а таму има 90. Можете да замислите колку двојно поголем. Двојно поголем. Неколку стејџови, неколку места кај што се презентираат. Специфичноста кај нас е тоа што останавме последен карнавал во Европа кој доделува награди за најдобри карнавалски групи. И тоа ние дава предноста од другите карнавали, секако и организацијата на Низ годините многу незадоволство се собираше околу наградите. Сметате ли дека можеби тие колку што од една страна мотивираат, од друга страна и ги фрустрираат на некој начин учесниците? Јас сметам дека треба да има надпревар помеѓу карнавалските групи. Категоризирани се наградите, знаеме мала група, голема група, до 50, над 50, над 100. Ако немат мотивација, нема да се маскираат. Сметате дека некоја смисла му дава тоа? На некој начин и ги покриваме трошковите за изработка на маската. Ние и покрај тоа што даваме награди, ние даваме и субвенции за сите карнавалски групи кои последните 5 години се учествувале на Струмичкиот карнавал и мислам дека тоа е еден бенефит за карнавалистите. Значи добиваат субвенција, добиваат награда, добиваат патување, од кое 50% им е платено таму. Карнавалската маска е скапа работа. За ова сме зборувале многу пати, меѓутоа оние што се маскираат знаат дека тука има и многу лични средства и многу труд покрај тоа што е потребна љубов и мотивација. Најмногу мислам љубовта према карнавалот. Сето друго е излишно, значи трошат средства, трошат време, трошат труд. Меѓутоа љубовта кон карнавалот не се мери во средства, не се мери во пари. Што велат карнавалските групи? Иако е криза, ние веќе зборуваме за еден многу специфичен период. Последниве неколку години се навистина бреме за на плеќите на стопанствениците, на заедницата, на целата држава. Меѓутоа, дали се уште има расположени стопанственици кои што ги поддржуваат карнавалските групи или се чувствува недостаток? Можеби повторно е потребно и мотивација, разговор со бизнес секторот? Секоја година се навраќаме на таа тема. Разговараме и со бизнес секторот, разговараме и со карнавалските групи. На некој начин, оние карнавалски групи кои имат стален спонзор, напредуваат во идејата и во реализацијата на карнавалските маски. Оние групи кои ги изгубија спонзорите, на некој начин и се откажуваат од карнавалот. Не може да ја постигнат таа идеја, тој ефект да го добијат. Значи, карнавалските групи почнаа да прават маски кои се навистина велелепни. Да можеме да конкурираме на било кој светски карнавал. Ние на некој начин го копираме и Рио. Таков карнавал ми се чини ретко е на овие простори. Дури бевме прогласени еднаш и меѓу 12 најдобри манифестации на отворено, така да Улична како една од водечките улична манифестации. Струмица го постигна нивото. Сега е овој период на стагнирање, на лимитирање и ми се чини дека кризата си го направи своето, пандемијата си го направи своето, но се надеваме ќе дојдат нови генерации, ќе дојдат млади луѓе кои ќе со нова енергија ќе го раснат карнавалот. Кај што сакате да оди, кај што сакаме да оди. Ако го заокруживме среда како ден во кој што ќе имаме ретроспективна изложба на она што го презентирале низ годините на Струмичките улици Средното училиште Никола Карев, четврток е веќе ден во кој што Боро Џони го прави својот музички спектакл. Тоа е една специфична манифестација, секоја чест на професорите и на учениците од музичкото училиште во Струмица. Направи една традиционална манифестација која е вредна да се види и вредна да се слушне. Исто така, четврток имаме и доделување на награда од Општинската библиотека за текстови по повод карнавалот. Се надевам, тоа ја збогатува на некој начин и програмата на Струмичкиот карнавал. Во петок веќе традиционалниот маскен бал, изборот на принц и принцеза, годинава исто така ќе се одржи во хотел Сири. Има ли интерес за Струмичкиот маскен бал? Пријавено можеби групи, каков беше интересот за картите? Што велат од хотелот Сириус? Ние порано правевме на некој начин два маскен бали. Еден за гостите од странство и еден за луѓето од Струмица.
Сега интересот од струмица на некој начин се намалува, меѓутоа сепак постои интерес, но годинава ги споивме на едно место. Добра. Маскенбалот за сите гости кои се на карнавалот од странство и нашите струмичани нека се спојат, нека се споредат и нека уживаат. Се прават промени, значи имаме уште една фузија на настаните. Тоа е и од како да кажам, и од организацијски аспект и од финансиски аспект на некој начин да заштедиме, бидејќи буџетот моравме да го редуцираме многу. Многу го редуциравме буџетот за да направиме манифестацијата онака како што треба. Сабота веќе е интернационалната карнавалска поворка, знаеме, со почеток од 19 часот, па се додека има карнавалисти на улиците, ќе ужива публиката, ќе уживаат карнавалистите, ќе се веселат, ќе ги прикажат своите маски, ќе имате секако и вие свој удел во снимањето на карнавалот, во она што ќе го презентират тие на плоштадот. Во недела традиционалниот детски карнавал, еве годинава морам да кажам дека после неколку години пауза пак ги на некој начин ги селектираме учесниците на детскиот карнавал, се пријавуваат и тие. Имаме 19 пријавени карнавалски групи со околу 550 дечиња. Моравме тоа да го канализираме бидејќи тешко се воспоставуваше ред на детскиот карнавал. Пехни е тоа што последните неколку години ни врне баш на детскиот карнавал во недела. Се надевам годинава ќе не послужи времето да можеме тие 19 карнавалски групи да ги проследиме и да ги видиме убаво. Има богата програма планирано во центарот на градот и сите мали дечиња кои сами се маскираат со родителите, со бабите, можат да продефилираат во поворката. Така. Ги спомнавме Струмичката библиотека, ќе ги спомнеме и Центар за култура со организацијата на меѓународниот фестивал на афоризам и карикатура, потоа музичкото училиште. Колку институциите во градот всушност придонесуваат за градбата на оваа сложена градба на Струмичкиот карнавал? Колку е важно можеби и понатаму да се шири ова на некој начин дисперзија на карнавалските случувања за да се направи што поквалитетна карневалска недела? Мене ме радува тоа што сите се на некој начин вклучени. Дури и детските градинки на некој начин учествуваат во тоа, прават изложби, прават цртежи, се маскираат. Основните школи се ангажирани во изработката на маските, дефилира и тие учествуваат и на детскиот карнавал и на големиот Струмички карнавал. И огромна е помошта секако на организациониот одбор кога имаш така институции кои се загрижени и кои сакат да помогнат во организацијата на карнавалот. Секако голем допринос во тоа има и општината, градоначалникот, советот и успехот е само кога си заедно. Така. Ќе зборуваме за финансиите и за тоа колку општината всушност е на некој начин стожер на Струмичкиот карнавал, поддржувајќи го и логистички и финансиски, но ајде да ја заокружиме карнавалската недела. Понеделник, чист понеделник. Понеделник, чист понеделник се вари Белград. Така. Големиот казан на плоштадот. Веќе почнуваат постите, знаеме, и го одбележуваме празникот Тримери. Фактички темелот на Струмичкиот карнавал. Тоа е во суштина карнавалот е пагански дел, меѓутоа основата на нашиот карнавал е христијанскиот дел, Тримерите. Тримерите се христијански празник. Значи имаме белиот граф на плоштадот, после тоа имаме традиционална програма под ја имаме манифестацијата афоризми и карикатура, отварање и доделување на награди на афоризми и карикатура. И во вторникот веќе ги доделуваме наградите и сакаме да направиме едно традиционално карнавалско корзо. Знаеме дека традиција е струмичани да прошетат маскирани, па да одат кај армасаните, па да се препознаат младоженецот и невестата. Дали ќе успееме во тоа, не знам, неколку години наназад пробуваме. Меѓутоа, од кога се промени интернационалната карнавалска вечер во сабота, ова традиција се губи полека. Се надевам ќе ја обновиме. Така.
среда веќе завршуваме со карнавалот, со тримерскиот ручек и со распеани струмичани во Центарот на култура и го враќаме клучот на градоначалникот. Така. Спомнавте дека проблем е сместувањето на гостите годинава. На што се должи тоа и колку гости од прилика не можеа да дојдат? Од каде имаше заинтересирани групи и гости кои што требаше да бидат дел од Струмичкиот карневал? Искрено да ви кажам, ние ги редуциравме дури и групите кои се дојдени на 30 луѓе. Порано доаѓаа по 50 луѓе од секоја карнавалска група која гостуваше, меѓутоа на што се должи на исполнетост на просторот за сместување во градот. Значи, заинтересирани се луѓе да дојдат надвор од Струмица да го видат Струмичкиот карнавал. И сега бенефитот на хотелите е поголем од оние гости кои доаѓаат и си плаќаат одбор, отколку од карнавал. Ние тоа го правиме на тендер, на јавно наддавање и цените секако тука паѓаат. Тие си гледат својата математика на некој друг начин и не можеме ние тука да влијаеме на тоа. Но, еве, пак успеавме годинава да најдеме околу 350 места за нашите гости и ќе се одржи тоа што планираме да го направиме. Откажавме 8-9 карнавалски групи од Бугарија, од Србија, од Хрватска. Тоа е тоа. Се сконцентриравме на оние карнавали со кои имаме традиционална соработка. Тие се 15-тина карнавали кај што патуват нашите карнавалисти и ги дочекуваме тие да бидат наши гости. Некаков реципроцитет на карнавалските групи каде што постои. Велите драстично е намален буџетот на Струмичкиот карнавал. Може ли една споредба да направиме? Спомнавте дека околу 3 милиони денари е буџетот за оваа година. Колкав беше годините предходно? Па искрено да ви кажам, некаде од 5,5 до 6,5 милиони денари е. Значи, речи се преполовен. Имавме околу 800 до 900 гости за сместување. Значи, тоа рачунете се 2 вечери спиење, ден пред карнавалот и после карнавалот. Значи, сме имали околу 1600 ноќевања. Сега веќе не можеме тоа да го ствариме, мораме, тој дел го намаливме. Намаливме и многу други активности за кои како да кажам, не беа многу значајни и нема да се почувствуват во организацијата. Среќа имаме спонзори, надополнивме дел, 10 ексклузивни спонзори имаме, кои некој во натура, меѓутоа и некој во финансиски дел ни дават по 2000 евра. Значи, тие се околу 20.000 евра кои ги употребуваме за потребите на организацијата. Ајде сега секако морам да напоменам, општината стои за тоа. Така, спомнавме дека најголемиот дел од сите трошкови. Годинава Министерството не удостои со некои 500.000 денари, благодариме и на тоа. Знаеме дека со години наназад тешко добивавме средства од Министерството за култура. Последните неколку години успеавме и тамо да влеземе со апликација и да добиваме финансиски средства. Така. Каково е чувството и каква е одговорноста да се организира карнавал последниве неколку години со оглед дека се влечеме со еден навистина тежок период? Пандемија, последици од пандемија, финансиска криза, енергетска криза, сето она што го запоседна на некој начин светот, сигурно се одразува и на организирањето на различните манифестации. Прво треба да го сакаш карнавалот. Ние живееме со карнавалот, барем оние луѓе кои што сме во организациониот одбор, веќе некои луѓе покрај мене 30 на години, сме тука 30 и неколку години. Ве дефинира и како личност. Да, баш така. И едноставно се трудиме максимално. Се вложуваме себе си, ги вложуваме и собствените ресурси за да направиме една добра организација. Ги користиме сите наши пријатели, сите наши роднини на некој начин, за да успееме во она што е испланирано да се заврши. Така. Ви благодарам многу за учеството во Дневна соба. Се надевам дека сите овие пречки кои што се изнајдоа овие години и последниве години, особено на Струмичкиот карнавал, успешно ќе бидат надминати, а ние се надеваме да имаме уште едно спектакуларно издание на Струмичкиот карнавал. Се надевам и јас дека така ќе биде и не се сомневам дека ќе имаме во секој случај спектакуларно издание. Так. Даеме ние да направиме убави карнавал. Ние ќе ги следиме настаните, па ќе може тоа да го видат и граѓаните кои што можеби не се во Струмица или не се во можност да присуствуваат. Ви благодарам уште еднаш.